Цивили почна да се евакуираат од источниот дел на Алепо до побезбедни локации откако сириската армија ја презеде контролата врз големи делови од градот. Жители на Бустан ал Каср во источниот дел на Алепо во групи со неопходни работи ги напуштаат нивните домови. Некои од нив се собираат околу огнови за да се стоплат од студеното време. Назал Мохамед од сириската армија вели дека се уште има многу цивили кои се останати во тој дел на градот. عملوا سيارات يقربوا لقدام على محل يطلعوا فيه يدبروا حالهم يقربوا Еден од бегалците, Маџет Ураби, се заблагодарува за помошта и моли. الله سبحانه وتعالى عز وجل يعني يحمينا ويحمي أمة هالوطن ويحمي شباب هالوطن. Абдул Рахман е гневна и безпомошна на сето она што го преживува. طلع ليش لا نجي طلع طلع شوف ليش لا نجي طلع شوف جسمه ليش لا نجي ليش لا نجي لهون ليش لا نجي مشان شو اسمه نخلص منه نشوف ايش قتلوا لي ابني ما عم خلونا طاول ليش خيو ليش Доброволец на сириската цивилна одбрана или Бели шлемови во источно Алепо вели дека 100.000 жители се заглавени таму. Our worry is that Assad forces maybe will come to us and there will be big massacre like what happened yesterday in Al-Bustan Al-Qasr. More than 82 people were executed, including kids and women. Обединетите нации синоќа повика да се овозможи моментален пристап до источниот дел на Алепо за да се потврдат наводите на Русија за прекин на воените операции и да се следи евакуацијата на цивилите како и повлекувањето на опозицијските борци. Специјалниот пратеник на Обединетите нации за Сирија Стафан де Мистура по итната седница на Советот за безбедност изјави дека вооружени групи се уште држеле околу 5% од источно Алепо. Тој додаде дека Обединетите нации се загрижени за околу 50.000 цивили за кои се верува дека се наоѓаат во тој дел на градот. Мистура изрази загриженост дека провинцијата Илдиб би можела да биде идната цел на сириската војска. Загубата на Алепо ќе ги остави бунтовниците без значително присуство во некои од поголемите градови во Сирија.